Čekaj, sad ću kući, čekaj. Ви благодарам. Почитуван министер за финансии Тевдовски, почитувани министри, почитувани градоначалници, почитувани представници на КФВ, почитувани дами и господа. Се радувам што денес се собираме по толку убав повод. Водечка идеја на германската политика кон Македонија е поддршката на евроатлантската интеграција на земјата, како и поддршката на потребните реформи на ова поле. Во оваа смисла, Германија не е само незначајниот трговски партнер на Македонија со годишна билатерална трговска размена од речиси 3 милиарди евра, која постојано расте. Македонија е и партнер на развојната соработка. Во оваа смисла, Германија како сигурен партнер ја поддржува Македонија со многобројни програми и проекти за соработка. Од 1999 година сојузната влада го воведе вториот столб на развојна соработка во Македонија со финансиска соработка преку кредитната банка за обнова. Од тогаш Германија стави на располагање 320 милиони евра за Македонија, воглавно за инвестиции во јавната инфраструктура, како санација и проширување на системите за водоснабдување и канализација, како и модернизација на земјоделските системи за наводнување. Со финансиска поддршка на КФВ се отвори првиот ветерен парк во Македонија, како и на целиот Балкан, во Богданци, кој што од 2014 година произведува еколошка струја. Сакаме да го продолжиме ова пријателство и особено ме радува што денес може да ја подпишеме спогодбата за финансиска соработка 2017 година за понатамошна финансиска поддршка во висина од вкупно 9 милиони евра. Почитувани дами и господа, досега постигнавме многу нешта заедно и сакаме заеднички да го продолжиме овој пат. Затоа би сакал срдечно да ви се заблагодарам на сите вас. Ви благодарам. Ваша екселенцијо, почитуван амбасадор на Сојузна република Германија господин Томас Герберих, почитувани министри Сугаревски и Николовски, почитувани градоначалници Поцков и Јанчев, директори на комуналните предпријатија, представници на медиумите, дами и господа, мене ми представува особена чест и задоволство што можам да зборувам на отварањето на овој настан, на кој што се продолжува и унапредува соработката помеѓу Република Македонија и Сојузна република Германија. Јас најнапред би сакал да искажам голема благодарност до владата на Сојузна република Македонија за силната поддршка која ја дава на нашата земја. Неодамна одбележавме 25 години успешна соработка помеѓу Македонија и Германија, а како што каже и почитуваниот амбасадор господин Герберих, во рамките на досегашната финансиска соработка Сојузна република Германија има ставено на Република Македонија на располагање 320 милиони евра за реализација на бројни проекти кои придонесуваат за подобрување на животот на граѓаните во нашата земја, како на пример проекти кои придонесуваат за обезбедување на квалитетни комунални услуги, водоснабдување, прочистување на отпадни води, заштита на природата и животната средина, енергетска ефикасност и обновливи енергии, како и промовирање на нови работни места преку развој на приватниот сектор. Во името на Министерството за финансии, како домаќин на денешното потпишување на договорите со германската страна, би сакал да искажам и благодарност и за досегашната успешна соработка со КФВ банката, со која се имплементираат проектите во повеќе области, кои што придонесуваат за подобар живот на македонските граѓани. Најсилна потврда за
тоа дека успешната соработка помеѓу нашите две земји ќе продолжи во следниот период е токму овој денешен настан каде германската влада преку КФВ банката доделува 9 милиони евра неповратни финансиски средства за реализација на две значајни развојни програми во Република Македонија. Тоа се програмата за водовод и канализација и програмата за наводнување на јужната долина на реката Вардар. Почитувани, би сакал да истакнам дека со програмата за водовод и канализација до сега е обезбедено водоснабдување за околу 400.000 жители од 8 општини во Република Македонија: Битола, Гостивар, Гевгелија, Кавадарци, Неготино, Радови, Шкочани и Тетово. А денес владата на Сојузна Република Германија преку КФВ банката за општините Гевгелија и Кавадарци доделува грант средства во вкупен износ од 5 милиони евра за финансирање на нови инвестиции и техничка помош во рамките на програмата за водовод и канализација. Во делот на изградба на системи за наводнување, Министерството за земјоделство, шумарство и водостапанство ја реализира втората фаза од програмата за наводнување на јужната долина на реката Вардар, која опфаќа спроведување на мерки за рехабилитација, модернизација и проширување на системот за наводнување на земјишната површина во Валандово. За оваа фаза владата на Сојузна Република Германија преку КФВ банката додели заем во износ од 10,25 милиони евра и 1 милион евра грант средства. Денес овој фонд на средства се зголеми со дополнителни 4 милиони евра грант средства наменети за инвестиции и техничка поддршка за оваа програма. На крајот, уште еднаш би сакал да искажам благодарност до владата на Сојузна Република Германија за значајната поддршка која дава на нашата земја за подигнување на квалитетот на животот на граѓаните. Нашата цел е достигнување на европските стандарди и интегрирање на Македонија во Европската Унија. Затоа сме ние горди што на овој пат, како наш стратешки значаен партнер, ја имаме економски најмокната земја во Европската Унија. Благодарам. Драги партнери и пријатели, не радува многу што денес направивме понатамошен чекор во соработката помеѓу Македонија и Германија. Како што кажа министерот за финансии, оваа година е навистина посебна година, обележавме 25 години соработка. Ова одобрување на овие 9 милиони евра се доделуваат за програмата за водовод и канализација. Има во 8 општини, 10 запирка, има 5 милиони ќе се добијат плюс за овие за подобрување на општините во однос на конкурентноста. Освен тоа што се подобрува инфраструктурата и се финансира инфраструктурата, следната точка е подобрувањето на самите општини на лице место, како и снабдувањето со водата. Тоа го имаме посебно програмата за водовод. Што значи секој ќе може да се квалификува, сите мора да постигнат, сите оние кои што ќе ги добијат овие средства може да постигнат одредени цели. Снабдувањето со вода е веќе подобар сервис кој што е пристапен на граѓаните, тие ќе намалена нивната загуба која што ја има. Како поттик за сево ова се доделуваат сега 5 милиони евра за програмата за водовод и канализација, и тоа за оние општини, за Кавадарци и Гевгелија кои што постигнаа најдобри резултати во однос на ова. Им честитаме особено, тие постигнаа одлични резултати и се разбира дека и понатаму ќе ги поддржиме со средствата кои што ќе бидат во корист на граѓаните. Другите 4 милиона влегуваат во сума од 24 милиони кои што тоа е програма за наводнување на јужната долина на реката Вардар. Од прилика на 7.000 хектари се работи ќе може да се наводнат површина од 7.000 хектари. Значи ќе може да се зголеми и добивката во земјоделството, тоа е многу значаен сектор во земјоделството, имаме многу блиска соработка со Германија во автомотив соработката, но земјоделството нуди многу работни места за населението и тоа е многу
значен да биде значен сектор за експорт. Тука исто така важи како и за програмата за водовод и канализација, не станува збор само за финансирање на инфраструктурата и создавање на инфраструктурата, туку на крајот овие ќе треба да бидат одржливи, да бидат ефикасни, да бидат одржливи. Голем предизвик е одржувањето нивно во двата сектори и во програмата за наводнување нудиме поддршка за корисниците, особено за земјоделците кои што заеднички се организираа за да ги искористат овие уреди за наводнување, како и за нивно одржување, за да можат да бидат во состојба ефикасно да располагаат со нив и да го зголемат продуктивноста. Верувам дека многу е значено за успех, значено е тоа што да имаме добра соработка со локалната власт, со централната власт и на лице место заедно да се обидеме да го придвижиме тоа што се случува. Нашето мото е мислете глобално, но действувајте локално и во оваа рамка се радувам на понатамошната соработка. Ви благодарам. Амбасадор на Сојузна Република Германија, Ваша Екселенција Томас Герберих, почитуван министер за финансии, Драган Тевдовски, почитуван министер за транспорт и врски, Горан Сугаревски, почитуван господин Рене Ешеман, директор на регионалната канцеларија на Германската банка за обнова и развој, почитувани градоначалници и директори на јавни предпријатија, почитувани присутни. Денешното подпишување на договорот со Германската банка за обнова и развој, КЕВ, во износ од 4 милиони евра за проектот Програма за наводнување на јужната долина на реката Вардар е од витално значење за нашето македонско земјоделство. Се работи за проект чија што основна цел е да ги подобри условите за живот на население во јужната долина на реката Вардар преку одржливо управување со природните ресурси, особено водните ресурси, што крајно ќе придонесе кон зголемување на просечниот интензитет на засаденост и зголемување на приносите од главните култури. Со оваа програма ќе бидат изградени и модернизирани системи за наводнување за повеќе илјади хектари, кои што ќе бидат од корист на земјоделците кои имаат земјоделски обработливи површини во јужната долина на реката Вардар. Накусо ќе елаборирам како течеше реализацијата на оваа програма. Во 2002 година се потпиша договорот за заем и финансискиот договор помеѓу Министерството за финансии и КЕВ, Банката за обнова и развој од Германија со вкупен износ од 6,5 милиони евра како заем и 1,5 милион евра во форма на грант за консултантски услуги. Владата тогаш учествуваше со сопствени средства во износ од 3,5 милиони евра. Со овој договор се реализираше првата фаза од проектот во рамки на која што беа изградени 4 модерни системи за наводнување, Палјорци, Миравци, Негорци и Удово со површина од околу 2600 хектари. Со втората фаза од оваа програма е планирано да се изградат системи за наводнување со кои што ќе се покрие површина од 2050 хектари во регионот на Валандово. За реализација на оваа фаза во 2011 година беа обезбедени пари од КЕВ банката во форма на заем во износ од 10,5 милиони евра и грант од 1 милион евра наменет за консултантски услуги. Владата тогаш требаше да обезбеди 4,5 милиони евра како сопствено учество. Но по објавениот тендер за градежни работи за хидросистемот Валандово се покажа дека овие средства се недоволни за реализација на целокупните проектирани површини. Тендерската постапка беше прекината. Реализацијата дополнително беше закочена поради тоа што претходната влада не ги платила, односно не биле плаќани редовно фактурите за консултантски услуги. Со цел да ја повратиме довербата и за да ја откочиме реализацијата на оваа програма, во септември го плативме целиот заостанат долг за консултантски услуги. Во текот на јуни оваа година имав средба со представниците на КЕВ банката, на која што посочив дека се потребни дополнителни средства за изградба. По завршувањето на сите консултации во август, КЕВ банката достави известување до нас дека се подготвени да одобрат дополнителни финансиски средства во износ од 4 милиони евра и тоа во форма на грант. Веднаш пристапивме кон подготовка на тендерската документација заедно со меѓународниот консултант, а тендерот очекуваме да биде објавен и ќе биде објавен во јануари следната 2018 година. Изведбата на градежните работи преку оваа програма се очекува да започне во првиот квартал на оваа година, 2018. Почитувани, проектот Јужно-Вардарска долина од витално значење за земјоделството во јужниот регион и со неговата реализација долгорочно ќе се реши проблемот со обезбедување на вода за наводнување во овој регион.
На крајот би сакал да изразам голема благодарност до амбасадата на Сојузна Република Германија и до Германската банка за обнова и развој КФВ за окажаната доверба и за доделениот грант за овој клучен проект. Благодарам. Ваша екселенцијо, амбасадоре Герберих, почитуван господине Рене Ешеман, почитувани министри Тевдовски и Николовски, градоначалници Јанчев и Поцков, почитувани директори на јавните предпријатија, почитувани присутни. Најпрво сакам да се заблагодарам на КФВ банката за огромната поддршка што ни ја дава за реализација на многу значајни проекти што се клучни за подобрување на животот на граѓаните. Нашата цел како влада, а воедно и програмската определба, е обезбедување на високо ниво на покриеност на територијата на Република Македонија со водоводна и канализациона мрежа. Уште при првата средба со представниците на КФВ банката ја покренавме оваа иницијатива и разговаравме за потребата од дополнителни инвестиции во неколку општини, се со цел да се подобри водоснабдувањето во нив. Воочувајќи ги недостатоците во водоводната мрежа, што се појавуваат во голем дел од општините, се наметна прашањето за нови инвестиции. Како резултат на таквите разговори со представниците на КФВ банката е денешниот договор со кој банката доделува грант неповратни средства во висина од 5 милиони евра. Овие финансиски средства ќе бидат наменети исклучиво за подобрување на водоснабдувањето во општините Гевгелија и Кавадарци. Сакам да напоменам дека овие две општини и претходно користеа средства од КФВ банката. Денешниот договор овозможува продолжување на инвестициите за подобрување на водоснабдувањето во Гевгелија и Кавадарци. Сметаме дека ова е повеќе од неопходно заради овозможување на подобри услови за живот на граѓаните. На овој начин започнуваме со еден циклус на нови инвестиции во водоводната и канализациона мрежа во секој населено место каде се јавува таква потреба. Дополнително сакам да информирам дека на располагање остануваат уште 3 милиони евра обезбедени преку заем од КФВ банката и 500.000 евра од буџетот кои се наменети за проекти за водоснабдување за општините Радовиш, Кавадарци и Гостивар. Инвестициите во комуналната инфраструктура представуваат доказ за нашето залагање за подобрување на условите за живот во секоја општина во Република Македонија. Подпишувањето на денешниот договор со КФВ банката практично е продолжување на нашата соработка со владата на Сојузна Република Германија, која досега токму преку оваа банка обезбеди средства во висина од 10,6 милиони евра за проекти во општините Битола, Гевгелија, Гостивар, Кавадарци, Кочани, Неготино, Радовиш и Тетово. На крај уште еднаш сакам да се заблагодарам за успешната соработка и да нагласам дека врвен приоритет на владата на Република Македонија е благосостојба на граѓаните и подигнување на подобрување на квалитетот на живот. Благодарам за вниманието. Почитуван амбасадор на Сојузна Република Германија господин Томан Герберих, почитуван министр господин Драган Тевдовски, министер господин Љупчо Николовски, министер господин Горан Сугаровски и почитуван директор господин Рене Ешеман. Почитувани присутни, досегашната одлична соработка помеѓу владата на Сојузна Република Германија и владата на Република Македонија на наше задоволство продолжува и понатаму. Општина Кавадарци и јавното предпријатие Комуналец беа добри при исповедување на активности офатени со првата фаза на проектот. Че се залагаме и за понатамошниот успех и ефикасно имплементирање и исповедување на проектите кои ќе се реализираат благодарение на овие средства кои ни ги доделува владата на Република Германија преку КФВ банката. Овие средства се од огромно значење за општина Кавадарци, че се фокусираме кон тоа овие средства да ги искористиме рационално и ефикасно. Че се подобри постоечката канализациона мрежа и водоснабдувањето во целата општина, а поготово таму кај што е најнеопходно. Во оваа прилика сакам да изразам мојата голема благодарност, како и благодарноста на граѓаните на општина Кавадарци до владата на Република Македонија и КФВ банката, кои преку Министерството за финансии и Министерството за транспорт и врски на Република Македонија и возможуваат на општина Кавадарци преку овој грант, кој е наменет за финансирање на инвестиции на техничка помош, да се искачи на повеќе скалила, погоре како општина и граѓаните да имаат еден посолиден и подобар живот во секојдневието. Нормално преку јавното предпријатие Комуналец. Убеден сум дека реализацијата на проектите и активноста на овој договор ќе бидат од исклучително значење и придонес кон подобрување на животните стандарди на граѓаните на општина Кавадарци.
За крај ја изразувам мојата подготвеност како градоначалник и професионалната подготвеност на јавното предпријатие Комуналец за успешна реализација на овој договор кој денес што го потпишавме. Благодарам. Почитуван директоре, почитувани министри, почитувани гости. Денес во оваа прилика, во име на граѓаните на општина Гевгелија, сакам да ви се заблагодарам за овој великодушен грант од страна на владата на Сојузна Република Германија преку Германската банка за обнова и развој КФВ банка. Сакам денес пред донаторите да дадам гаранција дека средствата кои ќе ни бидат доделени ќе бидат искористени на најдобар можен начин и дека ќе бидат од голема помош за општина Гевгелија. Овој грант е добре дојден за нас, особено затоа што истиот ќе представува значајна финансиска поддршка за приоритетните определби за развој на нашата општина во 2018 година. Овие средства во голема мера ќе придонесат за проширување на системот за снабдување со вода кон неколку населени места во општината, а исто така ќе инвестираме и во подобрување на системот за фекална и атмосферска канализација, особено во новите делови од градот, и сето ова ќе придонесе за значајно подобрување на општите услови на живот во општина Гевгелија. Со ова, граѓаните на општината ќе имаат директен бенефит и значајно и видливо подобрување на квалитетот на животот. Со реализацијата на овие капитални зафати, општина Гевгелија е на добар пат да го оправда брендот Европска порта. Затоа, уште еднаш сакам да ви се заблагодарам за поддршката, како и за соработката со Министерството за финансии и транспорт и врски, која придонесе за успешни реализирани активности во општина Гевгелија. Благодарам.